Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Фирмата на братот на Љупчо Николовски, познатата веќе во јавност Лариком Импекс, стана синоним за енормно, брзо богатење во време на власт. Откако целата држава дозна дека Лариком Импекс, шпедицијата има раст од 2100%, во делот период кога над 6500 фирми се затворени заради неспособноста на владата, вчера обзнанивме нов сомнителен случај за криминално работење во правен субјект, за кој нормално молчат сите, целата влада, СДСМ, вклучително и семејството Николовски. Имено, фирмата на братот на Љупчо Николовски, која е шпедиција, работи народски кажано на црно, односно со каса прими парагони како во 90-тите години и зема кеш пари од клиенти. Почитувани, ова е класичен начин на продуцирање на сива економија и тоа не во 90-тите години, туку во 2021 година. На овој начин, семејството Николовски затајува данок и прекршува неколку закони, вклучително и основниот, член 12 од Законот за регистрирање на готовински плаќања. Јавно, уште еднаш, го прашуваме Николовски сам да си каже дали фирмата на неговиот брат работи со кеш пари, преку каса прими и силата за прекршување на законите ја црпе од позицијата вице-премиер во владата. Какво е влијанието на Љупчо Николовски за да чувствуваат толкава храброст, моќ и сила за да спроведуваат беззаконие? Понатака, државата за функционерите на СДСМ е мајка, а за обичниот народ маќа. И ова, кое што го истакнавме вчера, не е изолиран случај, туку повеќе пати се има случајно и доколку се отвори случај од страна на УЈП или антикорупцијската комисија, ние ќе ги доставиме таму доказите, односно сето она кое што стигна до нас како докази и како информации. Очигледно е дека Љупчо Николовски се однесува како да е целата држава негова, заборавајќи дека и на неговите 5 минути ќе им дојде крајот и ќе мора да ги сносат последиците, како и сите обични граѓани на Република Македонија кои што работат противзаконски, а во моментов тоа не важи за функционерите на СДСМ. Благодарам.